Лукот е основна состојка во речиси секоја кујна, но повеќето од нас го користат погрешно. Не во однос на количината, туку во начинот на подготовка. И токму тука лежи разликата помеѓу миризлив, ароматичен зачин и горчливиот, изгорен вкус што можеме да го добиеме од него. Еве ги најчестите грешки при готвење со лук. Прво, го сечете и веднаш го ставате во измешаната смеса. Второ, го пржете на висока температура. И трето, мешате свеж и веќе пржен лук. Ако користите лук на повеќе начини, на пример, згмечен и кратко пржен во масло, а исто така и додавање суров лук, знајте дека секој од нив ќе му даде сосема различен вкус на јадењето. Пливачите во Остија во близина на Рим беа пречекани од прилично надреална гледка на плажата во саботата, багер кој полека се движеше меѓу крпи и деца што се играа. Еден од зачудените пливачи успеал да го сними настанот. Пристанишната управа, информирана за настанот, ги провери дозволите и управувањето на багерот, каде што заклучи дека нема рестриктивни мерки. Заклучокот на раководството на компанијата е дека багерот требаше да работи, се разбира, само надвор од времето наменето за пливање. Терминот црн лимон можеби се уште ви е непознат. Сува, кафеава топка која всушност наликува на многу старо, збрчкано овошје и не е многу привлечна на прв поглед. Но, всушност, тоа е сушена лимета што се користи секој ден како зачин во јадењата на земјите од Блискиот Исток и Заливот. На Блискиот Исток се нарекува луми. Исто така, се повеќе се користи во модерните јадења и се појавува во западните кујни како екзотичен, ароматичен зачин. Може да се купи и мелен, што го олеснува користењето. Лабрадорот во видеото покажа како може да гледа низ чини и да погоди броеви. Ова паметно куче може да ги препознае домино броевите скриени под покриените чини што неговиот сопственик ги движи во различни насоки. Кучето прво ги гледа домината од неговата десна страна, на кои се обоени точки со броевите од 1 до 6, а потоа ги гледа истите предмети што стојат пред него. Потоа сопственикот ги покрива домината со чинии и ги поместува неколку пати за да му биде потешко на кучето да ги препознае. 32 лица беа спасени кога јахта Ламборгини почна да тоне во близина на Мајами плажата, во Флорида, во текот на викендот, соопшти американската крајбрежна стража. Во соопштението се вели дека 19-метарската јахта испловила од островот Монумент во Флорида во саботата, а спасените патници биле однесени во пристаништето на плажата во Мајами. Властите објавија дека се уште не е позната причината за потонувањето на јахтата, додека на социјалните мрежи се наведува дека потонувањето било предизвикано од пренатрупаност на луѓе.